Ова е приказна за Струга, односно за Киро. Кој е Киро, знаат сите стружани. Постарите уште јасно се сеќаваат на него, а помладите барем еднаш го слушнале името. За Киро секогаш се зборува на посебен начин, како да споминуваш прва љубов или мило чедо. А еве како се започна. Некаде 20-21 година со одлука на надлежните органи трасирана е и изградена теснолејката, популарно речено, или нашински речено малиот воз, кој е на најтески шини поставен, популарниот чвиро, нели, вовчето, Киро. Стружани уште оддалеку ја слушале сирената на Киро и знаеле дека наскоро нивниот миленик ќе дојде, ќе помине, тука низ градот, близу до куќите. Станиците биле кај црквата Свети Ѓоргија и кај црквата Свети Димитрија. Бавниот Киро бил врската со светот. Например, во 1926 година Киро на своите вагони го донел првиот багер во Струга, секако во делови, заради големината на возот и неговите вагони. На железничката станица стружани свечено го пречекале спасителот кој што требало да им помогне да го направат коритото на реката Црн Дрим. Подоцна била изградена нова железничка станица во источниот дел од градот. Зградата, или поточно речено, зградичката на железничката станица, до неодамна служеше како автобуска станица во Струга. Киро возел од Скопје, преку Тетово, Гостивар, Кичево и Охрид, низ Струга до Ташмаруништа. Бил многу бавен, па така од Скопје до Струга патувањето со Киро траело 19 до 24 часа, но тоа не ја намалило љубовта на стружани кон вовчето Киро. Неговото весело патување завршило еден ден во 1965 година. Киро патува од реалноста, преку спомените, во легендите на Стружани за Струга.